Гледате Flash International на ТВ Стар. Ова се најновите информации од светот. Започна обновата на првите куќи по поплавите кои ја зафатија Србија. Парите за нивната обнова се обезбедени од донации, изјавија од Српската канцеларија за обнова и помош на поплавените подрачја. Амбасадорот на Соединетите Американски држави во Србија, Майкл Кирби, изјави дека американската влада дополнително обезбеди 1,5 милиони долари помош за загрозеното население, со што САД вкупно донираше 2 милиони долари за настраданите. Исто така и останатите земји и амбасади во Србија собраа неколку милиони евра за возобновување на настраданите области. Во Парагвај, поради поплавите предизвикани од обилни врнежи, бројот на евакуирани лица се искачи на 300.000, соопшти Агенцијата на Обединетите нации за заштита на децата. УНИЦЕФ подготвува итен план за помош на евакуираните, кој ќе биде готов на почетокот од идната недела. Метеоролозите прогнозираат дека дождот интензивно ќе паѓа уште неколку денови, а Националниот секретаријат на Парагвај за вонредни ситуации соопшти дека владата досега издвоила на 3 милиони долари за храна за семејствата погодени од поплавите. Италијанската финансиска полиција заплени речиси 43 тона смола од канабис на брегот кај Сицилија. Ова е една од најголемите заплени на дрога во Европа, а се претпоставува дека дрогата потекнува од Мароко. Истата била пронајдена на бродот Абердин, долг 110 метри, кој бил управуван од екипаж составен од либанци, индијци и сирици. Бродот кој ја пренесувал дрогата, чија што вредност изнесува околу 120 милиони евра, требало да пристигне во некој од пристаништата на источниот Медитеран, од каде што требало да биде дистрибуирана ширум Западна Европа. Подпредседателот на Аргентина, Амадо Буду, е обвинет за корупција и злоупотреба на службената должност, изјави аргентинскиот федерален судија. Буду е осомничен дека во 2010 година, кога бил министер за економија и помогнал на фантомската компанија Old Fund да ја купи печатницата Сиконе Калкографика, која потоа склучила договори со државата за печатање на аргентинските пари и личните документи. Судијата нареди блокирање на дел од имотот на Буду во износ од околу 25.000 долари. Буду, кој во моментот е надвор од државата, ги негирал сите обвинувања. Најмалку 17 милитанти се убиени во најновите воздушни напади на пакистанските воени сили врз милитантните скривалишта. Авионите бомбардирале скривалишта во Северен Вазиристан доцна синоќа, откако хуманитарните агенции им помагале на луѓето кои бегаат од војните операции. Скоро половина милион луѓе ги напуштија своите домови во проблематичниот североисточен дел на земјата од почетокот на офанзивата. Досега најмалку 370 милитанти и 12 припадници на безбедносните сили се убиени во оваа офанзива која започна кон средината на овој месец. Тоа беше се за денес од светот. Следуваат регионалните вести на ТВ Стар.